По 3,5 часа распити и 4 часа пишување на решението, кривичниот суд наместо во притвор во затвор од шутка, како што бараше обвинителството за организиран криминал, го смести Драги Рашковски во домашен притвор. Рашковски притворот го заработи во истрагата за злоупотреба на службената положба и овластувања, додека бил генерален секретар на владата, а во која се сомниче дека целосно е наместил јавната набавка од страна на владата на софтвер за безбедност во сообраќајот, кој патент бил лично негова сопственост. Освен Рашковски во домашен притвор оди и второ осомничениот Даниел Станчев, управител на Инвока Груп, фирмата која добила јавната набавка и на чија сметка за софтверот легнале околу 80.000 евра. Обвинителството за организиран криминал најави дека утре ќе вложи жалба на одлуката на судот за домашен притвор. Да, одреден е куќен притвор, не е уважен предлогот на обвинителството да биде определена мерка притвор и можам одма да ви кажам дека ќе следи жалба на таквата одлука, од причина што ценам дека обвинителството даде навистина доволно докази да ги докаже околностите поради кои бараше да биде определена мерка притвор, а не куќен притвор. Дотолку повеќе што со мерката на куќен притвор сметам и дека и натаму ќе постои опасност од влијание на сведоците и останатите докази, материјални докази кои што треба допрва да бидат прибавувани и да бидат сослушани сведоците во текот на постапката. Кривичниот суд пак преку соопштение се изјасни дека обвинителството не приложило доволно докази за да може да се определи построга мерка. Во предлогот, обвинителот не приложил докази во подкрепа на основите на сомнение заради кои се бара притвор, односно не приложил доказ дека осомничените се имотни и доказ како осомничените влијаеле или ќе влијаат на истражната постапка. Освен Рашковски и Станчев, уште две лица се товара за инволвираност во нелегалната набавка на софтверот, но за нив се побарани мерки на предпазливост со одземање на пасошот и ненапуштање на местото на живење, зашто тие дополнително ќе бидат повикани на распит. Сите четворица во три оделни, но меѓусебно поврзани јавни набавки го оштетиле буџетот на државата за околу 177.000 евра или околу 11 милиони денари. Рашковски, освен што се сомниче дека во соработка со другите тројца целосно е наместил јавната набавка и купувањето на софтверот, претходно донел уште две одлуки за јавни набавки на работи за потребите на софтверот, иако во тоа време се уште не бил вклучен договор за набавка на таков софтвер. Во овие две јавни набавки се инволвирани други две фирми кои засега не се офатени во истрагата, а со кои од буџетот се наплатени околу 97.000 евра. Во овој момент не, но во секој момент може да се прошири истрагата доколку најдеме докази за основа на сомневање дека и тие сториле кривично дело. За злоупотреба на службена положба и овластувања за која се сомничи Рашковски и другите тројца осомничени, кривичниот законник предвидува казна од минимум 5 до максимум 20 години затвор.